Тетово се наоѓа на второто место по бројот на издадени одобренија за градба во државава, но бројките покажуваат стагнација во градењето на нови станбени објекти. Тоа се должи на проблемите кои се јавуваат при електронското аплицирање за добивање одобрение. Еден од најважните услови за добивање одобрение за градба е вклученост на паркинг простор во самата парцела на која треба да се гради, велат експертите. Еден од најригорозните критериуми кој што е потенциран во законската регулатива, тоа е придржувањето до одредбите дека во самите парцели кај што се градат објектите треба да биде решено паркирањето, односно гаражирањето. И од тој аспект техничките решенија, односно проектната документација секогаш во себе содржи такво решение. Тоа е едниот аспект на кој што надлежните во локалната самоуправа и како обрнуваат внимание приликом издавањето на одобренијата. Другиот дел е во поглед на квалитетот на решенијата, односно на изработениот проект од статички аспект. Во тој домен активно во моментов е активна измената на законската регулатива со која што се предвидува активно учество во проектирањето и изведбата на Институтот за земјотресно инженерство. Сегашното решение во кое што институтот е надлежен за контрола допринесува секако во поглед на квалитетот на изведбата на новите објекти. И третиот, да кажем, фактор, односно домен, кој што не толку многу влијае на донесувањето на решенијата за градба, меѓутоа влијае врз квалитетот на градбата, тоа е примената на одредбите за лиценцираност на фирмите што вршат изведба на објекти, поготово на помалите објекти, и нормално надзорската функција врз истите тие, која што со законската регулатива моментално е запоставена, а мислам дека би било добро и би придонело врз квалитетот на градбата и на помалите индивидуални објекти. Законските одредби не предвидуваат надзорна комисија на објекти со површина до 300 метри квадратни. Исклучувањето на оваа мерка не придонесува за подобар квалитет на малиот објект. Моментално е на сила измената на законот со која што за објекти до 300 метри квадратни не е потребна надзорско присуство и тоа мислам дека е грешка. Значи оправдувањето дека на тој начин се намалуваат трошоците на инвеститорот, односно на сопственикот на објектот, не е пропорционална со сигурноста и со квалитетот што би го добил за една таква улога. Така да во тој домен можеби во иднина ќе се иницира некоја измена на законската регулатива. Градбите во Тетово ги задоволуваат законските и урбанистичките планови. Сепак потребата од дополнително регулирање на централното градско подрачје е повеќе од видлива. Тука се вбројува недостиг на паркинг простори, несоодветниот влез во истиот.